Клиниката за токсикологија се соочува со проблеми поради донација од 420 кутии на антибиотикот Сумамет со истекување на рокот за 2 месеци, кои не биле соодветно распределени и сега мора да се уништат на трошок на сиромашната клиника. Покрај тоа, обвинителството поднесе обвинение против поранешната економска директорка Бесија Илјази за злоупотреба на службена положба, со што се овозможила противправна имотна корист за 17 лица преку незаконски договори на дело, оштетувајќи го буџетот на клиниката за 659.781 дена. Дополнително, внатрешните контроли откриле дека некои од вработените со спорни договори биле ангажирани со години, иако стручниот колегиум утврдил дека нивното присуство не било потребно. Еден од вработените дури признал дека побарал фалсификување на резултати од тест за наркотици. Новиот директор, професор Андон Чибишев, најави дека ќе спроведе инспекции за минатото раководење на клиниката, ветувајќи транспарентност и без реваншизам. Високиот представник на Европската унија за надворешна политика и безбедност, Жозеп Борел, на средбата со лидерите од Западен Балкан на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации, истакна дека членството во Европската унија е надофат за регионот. На состанокот, меѓу присутните беше и председателката Гордана Силјановска, Давкова. Борел нагласи дека добрососедските односи, диалогот и компромисот се клучни за интеграцијата во Европската унија. Тој повика на донесување храбри и стратешки одлуки за унапредување на европските аспирации на земјите од регионот. Лидерите исто така дискутираа за потребата од зајакнување на отпорноста и стратешко усогласување со Европската унија со цел зачувување на регионалната стабилност. Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, во своето обраќање пред Советот за безбедност предупреди дека светот не може да си дозволи Либан да стане уште една Газа. Тој повика на итен прекин на непријателствата и на спроведување на резолуциите 1559 и 1701 на Обединетите нации, нагласувајќи ја важноста на заштитата на цивилите и цивилната инфраструктура, како и почитувањето на меѓународното право. Гутереш предупреди дека ескалацијата на насилството меѓу Либан и Израел представува закана за регионалната стабилност, што доведе до раселување на речиси 200.000 луѓе во Либан и 60.000 во Северен Израел. Тој повика на итни мерки за стабилизација, зајакнување на либанските вооружени сили и почитување на суверенитетот на Либан, истовремено предупредувајќи дека продолжување на насилствата може да доведе до катастрофална сеопфатна војна. Доналд Трамп, републиканскиот председателски кандидат и поранешен американски председател, го критикуваше украинскиот председател Володимир Зеленски за одбивањето да преговара со Русија, тврдејќи дека дури и најлошиот договор би бил подобар од сегашната војна. На митинг во Северна Каролина, Трамп истакна дека Украина не може да ги врати загубените животи и уништените градови, додека Соединетите американски држави продолжуваат да му даваат милиарди долари на Зеленски, кој, според него, одбил да постигне договор. Трамп ги коментираше и забелешките на Зеленски од интервју за Њу Јоркер, во кој украинскиот лидер изрази сомнеж за способноста на Трамп да ја запре војната. Оваа критика дојде откако Зеленски од говорницата на Генералното собрание на Обединетите нации повика на поддршка за неговата мировна формула, која вклучува протерување на сите руски сили од Украина. Трамп, пак, тврди дека би ја завршил војната доколку повторно стане председател, но не открива детали за својот план. Владимир Путин испрати најсилна закана за употреба на нуклеарно оружје досега, предупредувајќи дека напад од ненуклеарна земја, поддржан од нуклеарна сила, ќе биде третиран како заеднички напад врз Русија. Тој најави дека руската влада размислува за промена на нуклеарната доктрина, што би ги опфатило и конвенционалните напади врз Русија, вклучувајќи лансирање проектили, авиони и беспилотни летала. Украина, која не поседува нуклеарно оружје, прима воена помош од нуклеарни сили како Соединетите американски држави. Киев бара одобрение за напади со западни проектили врз руски бази, од кои се изведуваат воздушни напади врз Украина. Шефот на кабинетот на Зеленски, Андри Јермак, оцени дека Русија користи нуклеарни закани за да застраши и уценува.